Имаме целосно вмрежување интернет комуникација со закон задолжителна двојна интернет конекција. Не постои интернет ординација со барем 2 компјутери и неколку принтери. Читачи за картички. Бевме приморани да правиме дигитални потписи како доктори за да можеме да верифицираме документи во онаа деловна соработка помеѓу нас и фондот. За сега да се вратиме повторно ќе нагласам парцијално толкување и ставање во сила на законски одредби кои што 6 години не важат. Зошто го велам ова? Ако ја ставате во функција здравствената легитимација, по сила на закон и автоматизам, бидејќи во исти член се спомнуваат, ние повторно мораме да се вратиме и на тие евиденции во амбулантски дневници. И ние имаме премногу администрација. Ова значи практично дека пациент кој што има десетина лекови хроничар, треба како место до сега десетина минути да се потребни да му се него само терапијата даде, што е хронична, не е преглед, не вклучувајќи, сега барем една половина час ќе ни треба, бидејќи ракопис е тоа, луѓе треба да се заведе тоа. Ние имаме на дневна база по 100 прегледи. Јас навистина не знам како и чија е оваа идеја, меѓутоа очигледно тоа е некој што не користи јавно здравство. Што ќе контролираме ние со здравствена легитимација? Кај мене дошол пациент, јас сум го издал рецептот, он го реализира во аптека. За колку кутии лекови можеме да збориме, проневера или нешто слично од една страна. Колку функционира, извинете, овој електронски систем што ординациите веќе неколку години наназад ефикасно? Целосно. Во моментот кога јас креирам одреден рецепт кој што е наменет за пациент, во истиот момент евиденцијата е направена и може да се прегледа од било кој компјутер во Министерство за здравство, во Фонд за здравство, во подрачните единици, во било која аптека. Значи тука нема простор за манипулација. Навистина нема простор, сето тоа е верифицирано со дигитални потписи. Значи јас дигитално го потпишувам и физички ставам на рецептот 2 печати, 1 округли од институцијата и мојот факсимил, подоцна при реализација во аптека. Тој пат кога се носи рецептот, добива уште 1 печат од самата аптека. Како ќе се направи проневера? По мене, ова е една друга тенденција, мислам дека ова се едни мали джентълменски, можеби и не джентълменски потези на кои што народот треба да се натера да иде на приватно да си купи лекови. Дејќи за на приватно не ти треба здравствена легитимација. Како е тоа нормално и законски? Добро, само преку еден краток пример. Дали вие денеска одбивте пациенти во вашата ординација и што ги чини нив конкретно оваа измена? Видете, морам да ве преформулирам, бидејќи Хипократовата заклетва не ми дозволува, ја нема да вратам никогаш пациент. Меѓутоа, јас ќе го прегледам пациентот за која што негова состојба констатирана ќе биде потребен одреден лек. Он нема здравствена легитимација, тоа што значи да оди да купи, прво да најде, па да оди да купи, па да ја завери во фонд, па да ја завери кај работодавец, па да ја завери во фонд, па да дојде овде по рецепт. Ако се работи за акот на болест, тоа значи дека пациентот ќе со приватен рецепт ќе си оди и денеска ќе си го купи лекот на приватно.